Добре дојдовте во уште едно издание на Се за најмалите. И денес заедно ќе учиме нови работи, ќе се запознаеме со интересни луѓе и ќе се забавуваме. Ќе зборуваме за децата со пречки во развојот, ќе посетиме тренинг по одбојка, ќе дознаеме повеќе за слепото црево и ќе се дружиме со позната личност во улога на родител. А за крај не очекува цртан филм. Да уживаме! Секој дете е посебно и заслужува можност да ги развие своите способности и таленти. Во првиот прилог ќе зборуваме со двајца специјални рехабилитатори кои ќе ни го покажат нивното секојдневие со најмалите. Најголемата грешка ние ја правиме таму што децата со попреченост ги гледаме деца со ограничување. Не е тоа така. Треба да сватиме дека тие деца се само деца со различности кои светот на некој начин го гледаат поразлично од сите останати деца. Сега има деца со различни спектри. Деца со пречки во развој, деца со интелектуална, деца со нарушување на моторни вештини, деца со аутизам. Сите тие деца го доживуваат светот на свој собствен начин. Како да ти кажам сега, секој едно дете со посебни потреби, без разлика на горе наведените што ги објаснив ствари и пречки, светот го доживува на начин на кој што ние тешко можеме да го разбереме. Затоа секогаш, ама буквално секогаш на тие деца им треба стручна помош. Не е лесно да се биде дете со посебни потреби, тоа ја можам да го кажам тоа само од стручен аспект. Ама родителите кога ги прашуваш тоа не стои така како што изгледа. Улогата на семејството е клучна и незаменлива. Ниту едно стручен тим не може сам да постигне резултати без поддршка и со работа од родителите. Детето најголемиот дел го поминува со фамилијата во домот и токму затоа родителите се најважни во целиот овој процес. Кога родителите се вклучени и имаат доверба на процесот и кога работат заедно со нас, тогаш резултатите се многу поголеми и многу поефективни за самото дете. Ние секогаш се трудиме да бидеме поддршка за родителите, затоа што знаеме дека и тие поминуваат низ многу тежок процес и емотивен. Ги советуваме, ги мотивираме, им помагаме да разберат дека не се сами во целиот процес. Раната интервенција сама по себе ти ја кажува функцијата на родителот. Родителот со детело е од самото свое раѓање до детството на зрелост и изградба на самото тоа дете. Од самото раѓање до 6-та година родителов знае како детево се развива, расте и се гради. Секоја една точка што ќе види дека не му е адаптивна на претходните негови однесувања, не треба да се игнорира. Значи, без разлика дали тоа е комуникацијско отежнување во говорот, дали е проблем со моторните вештини, не може убаво да ги адаптира горните и долните екстремитети. Значи, дали детето може да се заврти и да те погледне во очи кога ќе му го изговориш името. Значи, сите тие ствари се на некој начин знак дека не е нешто во ред со детето. И сметам дека не сметам туку тоа е така, дека родителов мора да превземе на некој начин нешто, затоа што родителот е тој што од самото раѓање е со детето цело време и само родителот и потесниот круг на семејството ги знае тие знаци и сигнали што не се адаптивни на неговото однесување. Во праксата најчесто се среќаваме со потешкоти во говорниот јазичен развој, вниманието и концентрацијата, сензорните потешкоти, проблемите во социјалната комуникација и моторниот развој.
но искрено најголемата пречка често не е само тоа состојба на детето, туку доцното препознавање на проблемот и предоцното барање на стручната помош. Многу родители чекаат со надеж дека проблемот ќе помине сам од себе, но времето е многу важно во детскиот развој. Колку порано започне интервенцијата, толку се поголеми шансите за значителен напредок. Исто така, се уште постои незадоволна свесност и одредена стигма во општеството, затоа сметаме дека многу важно овие деца не треба да бидат гледани низ нивните потешкоти, туку низ нивните способности и можности. Тие заслужуваат поддршка, разбирање и еднаква шанса за напредување. Кога зборуваме за рана интервенција, зборуваме од самото негово раѓање до 6-та година. Тогаш, во тој период, мозокот на детето интензивно се развива, расте и се граде на начин со сите клетки да функционира. Затоа, однесувањето што го имало детето пред само да родителот увиде нешто дека не е во ред, го дефинира самото дете. Дека ако поседува некои тикови, ако поседува некои знаци дека не се адаптивни на неговото однесување и ред други работи кои родителот може да ги увиде, ја препорачувам да не се остава на игнор. Пошто поголемиот дел од грешките на родителот идат од тоа што татко, мајка, детето плаче. Па ако сите сме плачеле, нека плаче. Мислам, на тој начин ние сме се оформиле како личности. Секогаш наоѓаат, поготово мајките, го имам видено, имам случаеви што слушам, ама детето плаче, затоа не е единствено решение ние да го изложиме детето на екранизам. Родителите некогаш и свесно ги наметнуваат на децата на нешто што не е адаптивно на тие години. Зошто? Затоа што родителите сакаат малце приватен живот. Не, ако ти веќе си се стекнал со звање родител, ти не треба да гледаш на себе си. Не треба 90% да се обрнуваш на себе си, не, ти треба тие останатите 10% да ги обрнуваш на себе си, а не на детето тие 10. Би сакал само да порачам дека секое дете има вредност, потенцијал и право на поддршка. Нашата најголема мотивација е кога ќе видиме насмевка, напредок или нова вештина кај едно дете. Тие моменти немаат цена. И токму затоа верувам дека кога ќе му помогнеме на едно дете, ние не менуваме само еден живот, ние менуваме една цела иднина. Би сакал да им порачам и на родителите да веруваат во своето дете и никогаш да не се плашат да побараат поддршка. Иначе оваа соба во нашиот центар ја користиме за едукативни работелници, како што можете да видите позади мене имам материјали што ги користиме за едукација со децата со дислексија, дисграфија, дискалкулија, диспраксија. Тука се наоѓаме во делот кај што децата ги стимулираме на креативен начин, од делот на стимулација на нозе, раце, горни долни екстремитети, моторните вештини, подобрување на самите моторни вештини, задржување на постоечките моторни вештини кои ги поседуваат. Тука како што може да видиме, има реквизити од типот на скала, од типот на стимулативни реквизити кои што може да се види дека делот на контекстот на оваа работа е тоа што ние си имаме насочено и токму у оваа катче има и рекреативни, а има и реквизити за самата рана интервенција на децата. Може да се види дека ние работиме паралелно и едукативни и креативни работилници,
растеме и го развиваме детето на начин на кој што правилно треба да биде развиено. Самата оваа работа, без разлика дали е едукативна работелница или е креативна работелница, целиот тој процес се води преку игра. Ништо не е одмерно, ништо не е на база, на маса поставено. Тука сите тие работелници и третмани се водат преку креативни и едукативни игри. Секој дете има свој ритам, свој потенцијал и своја способност. Наша задача како професионалци, но и како општество, сакаме да создадеме средина во која децата ќе се чувствуваат прифатени, охрабрени и вредни. Ние како центар ќе продолжиме со огромна посветеност да работиме, да помогнеме, да едуцираме и да бидеме поддршка на секое семејство кое има потреба од нас. Затоа што кога ќе му помогнеме на едно дете, ние всушност менуваме една цела иднина. Следува прилог за одбојка како дел од наставата. Учениците преку упорност и тимска работа учат како да бидат подобри играчи и подобри другари и соученици. Да бидат физички активни, бидејќи со спортот не само што физички се развиваме, тука градиме некоја самодоверба, се учиме како да се радуваат, да останат во спортот и еве ќе се надоврзам, доаѓаат и кај мене на превари да гледаат и се надевам дека со тоа што гледаат, дека и кај нас има успешни спортисти, луѓе, им биде само потик понатака да и они да достигнат некои успеси. Кај нас во училиште особено е застапена кај девојчињата, што мали нозат од помалите оделенија, ученичките гледам дека го сакаат тој спорт, прво бидејќи е без контакт, и затоа кај девојчињата е многу кој што го сака тој спорт на него останатите спортови, бидејќи останатите спортови има повеќе контакт, исто и кај машките го имаме, ама кај девојчињата имаме многу поголем број кои што и се запишани во спортските клубови и во училишните клубови и можам да нагласам дека во последните 15 години може да се пофалиме исто дека сме постојано во финалните надпревари на општинско ниво. Секој пат скоро победуваме, не се сеќавам да имаме пораз во последните години, што значи дека имаме доста талентирани ученички покрај тоа што нели и се застапени во голем број. Би сакал да пофалам наша бивша ученичка која што сега малку повозрастна, Ана Јаничик, која што во завршниот турнир на Купот на Македонија освои награда како најдобар играч и тоа е само показател колку си е посветена она во спортот и дека со работа и со љубов кон спортот може да се достигнат големи височини. Најбитно ни е да го сакаат спортот, нели не мора да е само одбојката. Во нашето училиште имаме доста успех и во женски футсал. Освоивме прво место во општина и минатата година и предминатата, се направуваме на градско ниво. Значи таму сме активни, исто така тука се другите спортови, нели кои што се доста актуелни кај нас, кошарката и ракометот. Битно ни е да бидат дел од спортот. Имаме кошаркарски терен надвор, нели како што ни дозволуваат условите, го користиме се повеќе во летниот период, особено за 3 на 3 баскет. Исто така имаме и големо игралиште за фудбал, кој што децата, учениците го обожаваат. Постојано се таму активни за време на часовите и по часовите, така да имаме училишната сала. Имаме терени за се, имаме терени и за бадминтон. Морам да нагласам обележено што имаме доста ученици кои што се занимаваат со бадминтон. Така може да го пофалам училиштето дека имаме ученици во други спортови кои што се активни и ни представува големо задоволство. Физичко здравствено образование имаме 3 пати во неделата. После часовите децата имаат време да се пресоблечат, да се средат. После тоа можеби е подобро да имаат физичко на првите часови, затоа што децата тука малку си ја трошат
се трошат енергијата, па на другите часови кои што ги имаат во училница се малку помирни, пофокусирани, така да подобро би било можеби часовите како што им се распореди на почетокот на денот да бидат тука си се активни, се трошат, се трчаат, се социјализираат, ќе си кажат што имаат меѓу себе и после на часовите се мирни и се фокусирани за наредните часови. Дефинитивно треба додатна активност после часовите, децата да бидат запишани во спортските клубови, бидејќи 3 пати неделно е многу малку, особено како што нагласи во ова време, не време со телефони, со компјутери, со телевизори, со све што ни е достапно, би било супер сите деца минимум 4 пати, 5 пати секако неделно да бидат активни во некој спорт, да бидат запишани. Секоја возраст има своји предизвици. Еве ке нагласам помалите, значи до 5-то оделение, можеби тука кај нив вниманието е многу поголемо и можам да кажам си попослушни. Со разлика тоа големите веќе си се моторички били поразвиени, посвесни за движењата, за се околу, така да и со нив можеби полесно да го сработиш часот, но имаме ученици кои што тука повеќе биваат да работат, така да секоја возраст си носи своји проблеми и своји предизвици, но со деца работата треба да ја сакаш и со сите деца ќе ти биде убаво да работиш. Сега време за уште една корисна и едукативна тема. Доктор ќе ни објасни што е слепо црево, како да ги препознаеме симптомите и кога е потребно навремено да се побара лекарска помош. Воспаление на слепото црево е една од најчестите состојби каде што е потребна хируршка интервенција. Итни состојби каде што е потребна хируршка интервенција. Карактеристично е дека секогаш состојбата започна со болка околу папокот, која што после неколку часа се локализира десно од папокот. Детето губи апетит, има покачена температура, малаксано е, може да почне да повраќа. Тоа се веќе првите симптоми кои што укажуваат дека се работи за воспаление на слепото црево. Родителот треба детето при таква состојба да го однесе на доктор, педијатар или детски хирург, да се направи физикален преглед, каде што има карактеристични позитивни физикални знаци дека се работи за воспаление на слепото црево. Лабораториски имаме покачување на воспалителни параметри. Во крвните анализи се прави ехо, каде што се визуализира воспалено, односно задебелено слепо црево, и при таква состојба секогаш треба да се направи итна хируршка интервенција. Воспаление на слепото црево нема начин да се спречи, затоа што тоа е слеп дел од цревото, каде што се наталожени многу бактерии, и кога ќе почне воспалителниот процес, тоа едноставно напредува, доаѓа до задебелување на ѕидот од апендиксот, односно слепото црево, и веќе после 24, 30 или 36 часот од воспалението може да дојде до перфорација или да прсне слепото црево и да доведе до состојба на перитонит, која што е многу покомплицирана состојба отколку да се извади воспалено слепо црево без перфорација. Кај деца до 3 годишна возраст е потешко за диагностика, затоа што е оневозможно да се направи физикален преглед, едноставно не се работуваат децата, и кај тие деца воспалението оди многу побрзо и веќе за 24 часа кај нив доаѓа до перфорација. Кај повозрастните деца перфорацијата настанува после 36, па некогаш и 48 часа, и со повозрастни деца има докторот со работка може да направи преглед каде што ќе го уочи дека се работи за воспалено слепо црево. Златен стандард за хируршка интервенција е лапароскопска апендектомија, односно лапароскопски да се извади слепото црево. Зависно од која фаза од воспалението е слепото црево, хируршката интервенција трае од половина час до 1 час и 30 минути.
ако е во состојба на перфорација со многу адхези, потешко се изведува самата апендектомија, после тоа треба да се направи лаважа, односно да се исплакнат цревата со физиолошки раствор и таа течност од абдоменот да се аспирира, односно да се извади надвор. Понекогаш се поставува и абдоминален дрен, зависно од процената на хирургот, така да хируршката интервенција може да треба од половина час до час и половина. Кај воспаление на слепото црево во рана фаза, веќе наредниот ден детето се пушта на домашно лекување, кај воспаление во напредна фаза, детето може да остане во болница од 3 до 5 дена. Прима антибиотска терапија, кај перфорирани апендикси се дава двојна антибиотска, односно 2 антибиотика, кај тие што не се перфорирани еден антибиотик. После пуштање од болница дома се продолжува 3 до 5 дена со антибиотик. Првите 7 до 10 дена децата се на лесна исхрана, режим на исхрана, повеќе течност и лесна храна. Мирување во смисол да се движат во домашни услови. После 10-тиот ден веќе се вадат конците и детето полека се враќа во нормал, односно веќе му е дозволена и лесна физичка активност. Секоја болка во стомакот не значи дека се работи за воспалено слепо црево. Кај многу состојби, посебно кај лимфаденит мезентеријален, каде што исто има болка во абдоменот, таа болка е интензивна 15 минути, па попушта, па пак се појавува. Кај слепото црево е карактеристично дека болката од час на час е се поинтензивна и поинтензивна. Значи посилна е болката и детето секогаш се жали дека го боли десно папокот. Малаксано е, покачена температура, гадење или повраќање, и тогаш веќе родителите треба да го однесат на детски хирург. Ако се работи за некомплицирано слепо црево, понатаму во животот компликации нема. Меѓутоа, кај состојби каде што веќе има перфорација на слепото црево со перитонит, можно е, како една подоцнешна компликација, илеус, односно да се залепат слепа цревата едни со други, со формирање на адхезии и многу ретко, меѓутоа, јас лично имам искуство дека после неколку месеци од операција на перфорирано слепо црево е направена операција заради илеус, односно слепување на цревата заради претходната состојба. Последниот прилог ќе се запознаеме со позната личност која ќе ни раскаже како изгледа нејзиното секојдневие како родител. Ќе слушнеме интересни приказни, искуства и совети поврзани со семејниот живот. Од кога станав мајка на ова мало момче, животот ми се смени за 360 степени, буквално, во буквална смисла на зборот. Реално не ни знаев дека тука. Реално не ни знаев дека можам да дадам толку многу љубов некому. Станав многу поодговорна, значи затоа што нели грижата за едно вако мало момче е нели 100% на тебе и тоа е некој кој што зависи од мене, така кажано. И ме направи една многу среќна мајка, така да грижата околу него е лесна како песна понекогаш, ама и тешка како 100 кила, што се вика. Константин е едно хиперактивно и многу мило момче кое што не застанува и како што гледаме, да. Он е 100 на сат, особено сега од пред некој месец кога почна да оди. Како и секое дете сака да истражува, сака да открива нови работи, се што му е забрането или нормално му е најомилено да го прави. Ама и многу послушно дете. Кога ќе го скарате 2 пати, он се смирува, да. Нешто без кое што не можам конкретно да кажам и да одвојам, но има на пример периодично има едно меченце кое што го сака, некогаш сака да се вози во колата кое што му имаме купено, некогаш сака да седи на масата. Се зависи од неговото расположение во моментот. Но тоа се во глобала некои работи кои што ужива да ги прави. Во глобала Константин јаде се, значи ние немаме некоја храна која што исклучиво ја избегнуваме.
Јас го следев на начинот на исхрана педијатарот кој што ни го предложи и реално според месеците, возраста и тоа колку он сакаше да јаде, испробувавме одредена храна, комбинации на храна. Сега морам да издвојам дека некако сите типични деца кои што сакаат да пробаат чоколада на неколку пати, му имам пробано да му дадам животинско царство, бидејќи нели опаковката ги примамува сите деца, реално не знаеш што треба да направиш и реално не знаеш како да го држиш, како да го избањаш. Тоа можеби ми беше некој така, тоа можеби ми беше така некој страв, но имав помош, да, неговата дадилка која што буквално му стана како баба, реално ми помогна во многу делови, како буквално да го научам да јаде, што да му сготвам, како да го бањам и сите тие други работи. Но исто така морам мојата најдобра другарка да ја кажам фала од тука до небото и назад, бидејќи таа ни беше и курир, и дадилка, и чистачка, и пеглаше, понекогаш ни помагаше дома, затоа што нели, кога си самохран родител, сите обврски паѓаат на тебе и некогаш не можеш се да постигнеш и таа ни беше буквално од преголема помош. Значи времето за мене го нема. Од кога е роден Константин, мојата цела енергија, моето цело време и внимание е свртано кон него, а со оглед на тоа дека нели во меѓувреме и работам, време за себе наоѓам само кога можеби тој спие, па нели треба да си посветам 5 минути на себе. Но генерално да не се жалиме, секогаш што може да се направи, да се најде време, секогаш се наоѓа. Најгордан како мајка ме направи првиот момент кога ме нарече мама. Значи, да, тоа е нешто што можам да го издвојам. Ај! Здравје, мама. Не тоа, не. А некој друг момент, нели, тоа е, да кажам, ајде, едно клише кој што сите мајки го кажуваат, но навистина верувајте дека кога ќе љубов. Љубов, буквално би кажала само љубов, ништо повеќе. За самиот крај на денешното дружење, време е за малку забава, смеја и интересни авантури. Следува анимиран филм кој сигурно ќе ви го разубави денот. Анимираниот филм Малиот принц не е само адаптација на истоимената книга, туку и приказна за тоа што се случува кога човек ќе заборави како да гледа на светот со детска искреност и љубопитност. Филмот ја користи оригиналната приказна за Малиот принц како срце на нарацијата, но околу неа состава нова рамка. Мало девојче расте во строго организиран свет во кој се е испланирано однапред. Успехот, образованието и днината. Нејзината мајка сака да ја подготви за реалниот живот, но при тоа несвесно ја отурнува од детството. Кога девојчето го запознава стариот авијатичар, тој ја раскажува приказната за Малиот принц. Тука почнува вистинската тема на филмот. Судирот помеѓу светот на имагинацијата и светот на строгата практичност. Возрастните во приказната постојано се представени како луѓе кои ги изгубиле најважните нешта, затоа што се преокупирани со бројки, статус, работа или контрола. Тие гледаат што е корисно, но не гледаат што е вредно. Најсилната порака е дека човек не треба да го изгуби детето во себе. Тоа не значи да остане незрел, туку да ја зачува способноста за восхитување, љубов, сочувство и фантазија. Во филмот, како и во книгата, се повторува идејата дека најважните работи не може да се видат со очите. Принцот учи дека љубовта не е само чувство, туку и грижа, време и посветеност. Нешто станува посебно затоа што сме вложиле дел од себе во него. Тоа е причината зошто неговата роза е единствена, иако постојат илјадници други рози. Една од причините поради кој филмот вреди да се погледне е начинот на кој ја раскажува приказната визуелно. Светот на девојчето е прикажан со уредна, речиси механичка анимација, додека деловите со Малиот принц се изработени во стил што потсетува на рачно изработени хартиени фигури. Токму затоа Малиот принц останува приказна за сите генерации. Децата доживуваат како авантура, а возрастните почнуваат да ја разбираат нејзината тага и мудрост. Благодариме што бевте со нас во уште едно издание на Се занемалите. Се гледаме повторно следната седмица.